Таа програма, од она што сум информиран, веќе 6-та година се реализира. Идејата беше да се овозможи на оние студенти кои што имаат висок капацитет и желба да се образуваат на најпрестижните универзитети во светот. Доколку бидат прифатени во нив, државата да им ги покрие сите трошоци, вклучувајќи ги школарината, престојот, патувањето и слично. До сега, околу 200 студенти во овие 5 минати години ги искористија тие можности. Оваа година до 1 септември има 42 одобрени барања. Се уште постои можност за такво нешто. И како што знаете, целта на државата е да им овозможи на студентите кои што имаат висок капацитет и голема желба да се образуваат на најпрестижните, највисоко рангирани, најквалитетни универзитети во светот, да им се овозможи тоа, независно на нивната материјална состојба или материјалната состојба на нивните родители, но истовремено и да обезбеди дека тие студенти потоа ќе се вратат во Република Македонија и од тие причини тие потпишуваат договор со кој што се обврзуваат дека потоа ќе се вратат и ќе престојуваат во Македонија најмалку 6 години, ќе работат или во приватен или во државен сектор, а после 6 години нормално нивно право е што и како понатаму ќе прават, но она што е клучно е дека доколку заминат порано тие 6 години, ќе треба да ги покријат сите трошоци кои што ги направила државата за нив, и тоа повеќекратно. Во некои години тоа беше 3-кратно или 4-кратно, сега веќе е 10-кратно, така што на некој начин тоа е една гаранција дека повеќето од овие луѓе за кои државата ќе инвестира многу пари за нивното образование, ќе се вратат и ќе престојуваат во Македонија минимум 6 години. Така што продолжува таа програма. Оваа година, како што кажав, досега 42 студенти се пријавени, има можност уште некое кратко време за уште некои и работите се движат во една добра насока.